Љубителите на hi-fi техниката, односно аудиофилите, често дискутираат за квалитетот на некој засилувач, дебатирајќи за тоа колку мокност може да испорача на 4 или 8 омски звучник и при тоа колкави изобличувања внесува засилувачот на оригиналниот сигнал. Колкаво е нивото на шум и каква е вистинската амплитудно-фреквенциска карактеристика на определен засилувач. Производителите на аудиозасилувачи често знаат да не ги прикажуваат вистинските бројки за овие важни карактеристики на своите производи. Во ова видео ќе покажам и објаснам еден од начините за мерење на споменативе карактеристики. За мерење на аудиозасилувачи го подготвив следниот сетап. Еден засилувач Denon, кој ќе ни послужи како пример, чии карактеристики ќе ги мериме денес. Ова е Focusrite аудио интерфейс приклучен преку USB во компјутерот. Едниот негов излез преку loopback кабел влегува во неговиот влез, во вториот влез и ќе послужи како референтен сигнал. Другиот излезен сигнал оди во влезот на засилувачот Denon. Излезот од засилувачот наместо во звучник оди во вештачко оптоварување од 8 оми. Паралелно е приклучен волтметар за да видам колков ќе биде напонот на излезот од засилувачот. Приклучен е осцилоскоп надворешен за да ги споредам вредностите на овој осцилоскоп со осцилоскопот кој го има во софтверот, а тоа е овој, и ќе ни послужи како референтен уред. И за да го прилагодам високото излезно ниво од засилувачот на многу осетливиот влез на аудио интерфейсот, го направив овој атенуатор од еден обичен потенциометар и еден отпорник, и тоа е се. Можеме да започнеме со карактеризацијата на засилувачот. Ова е софтверот Room Equalization Wizard RE-W, во склоп на кој има многу модули кои ќе ги користиме за мерење на карактеристиките на засилувачот. Например, има сигнал генератор. Внатре во сигнал генераторот можеме да зададеме која фреквенција на сигналот ќе биде, што ќе оди во засилувачот и каков вид на сигнал ќе биде, дали синусоидален, дали квадратен и така натаму. Го одредуваме овде нивото на сигналот. Потоа сигналот се засилува преку засилувачот, оди во вештачкото оптоварување. Овде го читаме напонот на сигналот, а потоа од напонот можеме да го претвориме во мокност. На овој осцилоскоп ја гледаме кривата на сигналот, дали ќе има видливо изобличување или не, а истовремено имаме модул осцилоскоп во склоп на софтверот, на кого исто ќе го гледаме сигналот. Понатаму имаме модул Real Time Analyzer и овде можеме да ги гледаме изобличувањата, како и хармониците. Втор хармоник, четврт и така натаму, но нам ни е најбитно ова, а тоа е THD плюс N, односно вкупните хармонични изобличувања на засилувачот плюс шумот. Оваа вредност треба да биде што помала. Го стартуваме сигнал генераторот. Тој го испраќа сигналот во засилувачот. Само момент да го вклучам и осцилоскопот. Го вртам копчето на засилувачот и истовремено гледаме дека се појавува на осцилоскопот сигналот. Например, сега е 11,43 волти тој сигнал,
а овде го контролираме дали тој сигнал е еднаков и гледаме дека се исти. Ако го зголемам нивото на сигнал на некаде 18,5 волти, а тоа е еднакво на 40 вати, тоа е максималната мокност на овој засилувач, а овде ги гледаме изобличувањата. Во моментов THD плюс N гледаме дека е 0,23%. Ако го зголемам уште малку сигналот, ќе дојде до видливо изобличување горе. Ете, гледате овде на врвовите на оваа синусоида се појавува изобличување, истото изобличување се појавува и овде. Го намалувам сигналот малку, а овде гледаме дека напонот е 22,7 волти, што е некаде околу над 50 вати. Го намалувам сигналот така што да не се види, да нема видливо изобличување. Тоа е тука некаде. Го читувам напонот 21,5 волти. Овде на модулот осцилоскоп исто така го гледам сигналот дека нема клипинг, нема видливо изобличување. А овде го отчитувам изобличувањето кое што е во моментов 0,24%. Во моментов кога ќе отиде во клипинг засилувачот, односно кога ќе ово е тој момент, гледаме дека овде изобличувањето е веќе над единица, односно 2,93%. Во моментов кога ќе го намалам малку, ете тука е, кога нема веќе видливо изобличување на осцилоскопот, изобличувањето е 0,24%. И тоа е некаде максималната мокност на овој засилувач при изобличување од 0,24%, а напонот е 21,5 вати, односно волти, и ќе видиме според формулата U на квадрат врз R, ќе пресметаме мокноста. За да ја измериме амплитудно-фреквенциската карактеристика на овој засилувач, го нагодуваме нивото од сигнал генераторот така што да даде максимален напон, односно максимална мокност на засилувачот, која што е пропишана од производителот, а тоа е 40 вати синусоидална мокност. Тоа е еднакво на 18 волти напон на краевите од вештачкото оптоварување. Го пуштаме сигналот. Овде сум нагодил да биде напонот 18 волти. Гледаме дека сигналот е чист, без изобличувања, а тоа е некаде околу 40 вати мокност. Овие се веќе доста загреани. Го исклучувам сигнал генераторот и одам на мерење. Во овој прозор се врши мерење на амплитудно-фреквенциската карактеристика на засилувачот, на фазата и на сите други изобличувања во моментов. Ги проверувам сигналите, вели дека е окей и започнувам мерење со кликнување на копчето старт. Ке направи еден свип. И ги добивам
резултатот го добивам на екранот. Гледаме дека фреквенцијската карактеристика е одлична. Во рамките од 20 Hz до 20.000 Hz, овде, фреквенцијската карактеристика, ова магента боја, гледаме дека е речиси рамна, со тоа што некаде околу 2 децибела на фреквенција околу 200 Hz е пониска, додека на 20 Hz е 0, па се намалува на минус 2 децибели овде некаде на 200 Hz и понатаму пак оди до нулата, што е одлично. Релативно добро за овој тип на засилувачи во оваа ценовна рамка. Можеме да ги видиме и изобличувањата. Ова се сите изобличувања при максимална мокност на засилувачот. Гледаме дека основниот сигнал е со кафена боја, тоа е ова овде. А подолу се изобличувањата и шумот. Шумот е, еве го шумот, тоа е тоа. Ова е вториот хармоник, ова е третиот хармоник, четвртиот хармоник, петиот и така натаму, а намни се најбитни THD, односно хармоничните изобличувања, кои во моментов на максимална мокност изнесувале 0,265%. И тоа е оваа крива. За ваков тип на засилувач, тоа е во рамките на фабричките податоци, на фабричките декларации, и тоа е тоа. Со релативно ефтина, речиси бесплатна опрема, не ни треба осцилоскоп надворешен, значи можеме да го користиме овој софтверскиот осцилоскоп. Гледаме дека кривите се исти, кога ги споредивме со надворешниот осцилоскоп, а сите други карактеристики, вклучувајќи ја и амплитудно-фреквенцијската карактеристика, ги добиваме на овој график. Предходно заборави да спомнам дека најнапред софтверот и аудио интерфејсот ги калибрирам, за да сопственото изобличување на аудио интерфејсот се одземе од резултатите од мерењата на засилувачот. Сега приклучив друг засилувач, тоа е Pioneer A656MK2 од серијата Reference. Тоа е многу поквалитетен засилувач од предходниот што го меревме и помокен, и според производителот треба да има многу помали изобличувања. Но ќе видиме дали е така и колкава мокност има. Го стартувам генераторот. Го зголемувам нивото на сигнал, истовремено на осцилоскопот ја гледам кривата, а напонот го очитувам на волтметарот. 25 волти е некаде 80 вати на 8 оми. Гледаме дека сигналот е чист. Изобличувањата се многу помали од предходниот засилувач, 0,058 на полна снага пропишана од произведувачот, а тоа е 80 вати на 8 оми. Меѓутоа сега ќе видам колку е максималната мокност пред да дојде до видливо изобличување, и чујно се разбира.
Го зголемувам нивото додека, ете, забележувам горе, изобличувањето се јавува. Сега изобличувањето е 1,0%, односно околу 1%. Гледаме на THD плюс N, а тоа е тотално хармониско изобличување плюс шум. Изобличувањето овде го отчитуваме 1,16-20%. Зборам за тоталното изобличување, а на инструментот го отчитувам напонот на 8 ома, а тоа е 29,69 волти. Истовремено, ова е многу жешко станува. Ке видиме колку е тоа 29,7 волти. Го намалувам малку нивото на сигнал, за да нема изобличување. Тоа е. Овде нема дури ни чујни изобличувања. Напонот е 27,68 волти. Изобличувањето е 0,064%, што е одлично. Сега ќе ја измерам амплитудно-фреквенциската карактеристика и на овој засилувач. За таа цел го пуштам сигнал генераторот. Нивоата се овде отчитуваат. Напонот е 25,95 волти од прилика 80 вати, колку што назначил дека е максималната снага од страна на производителот. Никакви видливи и чујни изобличувања. И сега ќе пристапиме кон, го исклучувам генераторот, одам во мерење, check levels, кажува дека е во ред и пристапувам кон мерење. Сега ќе направи еден свип од 20 Hz до 20.000 Hz. И ова е резултатот. Гледаме дека е многу почист диаграмот од претходниот засилувач. Од 20.000 Hz, од 20 Hz до 20.000 Hz изобличувањата се на максимална мокност, ова е тоа, 0,052%, тоа е таа крива, а оваа крива овде е фундаменталниот сигнал или основниот сигнал што го пуштам преку засилувачот. Ова овде е THD или тотални хармониски изобличувања и гледаме дека се одлични, 0,052%. Понатаму што имаме тука? Вториот хармоник е 0,51%. Третиот е 0,093%, четвртиот и така натаму. Шумот е изненадувачки низок. Ова е шумот, оваа крива со овакви шилци, меѓутоа тоа е изненадувачки ниско и изнесува, погледнете го само бројката, 0,00024%. Тоа е тоа. Заклучок е дека овој пионир од референс серијата A656MK2 е далеку по добар и поквалитетен од претходниот што го меревме од Denon, меѓутоа и цената на овој е далеку повисока. Патем мерењата ги правевме и на едниот и на другиот засилувач на 8 омски товар. Се разбира, ако приклучам 4, овие два во паралела, тогаш
ќе биде и мокноста поголема, но за тоа некој следен пат.